Субвенционирањето на граѓани за набавка на посовремени уреди за затоплување, набавка на печки на пелети, велосипеди и чистење оџаци продолжува и во 2019 година. Средствата во износ од 556 милиони денари или околу 9 милиони евра издвоени за оваа намена, секако што информираат градските власти да се продолжи борбата против загадениот воздух. За набавка на посовремени уреди за затоплување предвидени се 20 милиони денари, а за набавка на печки на пелети 15 милиони денари. За набавка на велосипеди, тротинети и електрични возила на 2 тркала се определени 10 милиони денари. Не е изоставена ни мерката за чистење оџаци, која може да ја користат домакинствата и другите субјекти, за што се предвидени 3 милиони денари или околу 50.000 евра од буџетот за 2019 година. Со цел да се мотивираат граѓаните што помалку да ги користат автомобилите, 1 милион денари од градската каса ќе бидат наменати за проектирање и набавка на велосипеди, како и за пунктови за изнајмување на велосипеди од страна на граѓаните. А субвенција од 20 милиони денари ќе му бидат префрлени и на јавното сообраќајно предпријатие за овозможување на бесплатен превоз во деновите со алармантно загадување на воздухот. Покрај тоа, во автобусите на ЈСП Скопје и следната година бесплатно ќе се возат возрастните лица без разлика дали добиваат месечна пензија или не, а покрај нив бесплатно ќе се возат и студентите. За оваа намена од буџетот на град Скопје ќе бидат потрошени 100 милиони денари или околу 1,6 милиони евра. Бесплатниот превоз на скопските пензионери им е овозможен од 2010 година, првично само за време на викендите, а од 2016 година и во вторник и петок. Од 2016 година и сите редовни студенти од државните универзитети во Скопје користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Субвенција од 50 милиони денари или над 810.000 евра ЈСП ќе добие и за функционалност на АВЛ и на системот за интелигентна наплата. Во обид да се намали аерозагадувањето, град Скопје оддели 20 милиони денари или 325.000 евра во вид на субвенција и за приватните автобуски превозници со цел да ги адаптираат постојните автобуси со мотори за еколошки возила. Во борбата за почист воздух, субвенција во висина од 670.000 евра од буџетот на град Скопје доби јавното предпријатие Паркови и зеленило за одржување на парковите во градот.